Добро вечер и добре дојдовте во ова великопеточно издание на емисијата Заспи ако можеш на телевизија Алфа. Издание во кое што заедно со мојот колега Драган Милосављевиќ и нашиот гостин, отец Ивица Тодоров, презвитер на Македонската православна црква Охридска архиепископија, ќе разговараме за тоа што се случува околу Великден, но и тоа што ги поврзува најголемата криза во историјата на Македонија и веројатно и на светот, коронавирусот, со тоа што се случува во Македонија во контекст на Великден. Најнапред, добре дојдовте во емисијата Заспи ако можеш. Добре, ви благодарам за поканата. Благодариме ние што успеавте да дојдете, иако вие како свештеник на Македонската православна црква имате дозвола по овие денови да се движите во полицискиот час. Ајде да почнеме од тука. Колку е тешко во овие услови да се биде блиску до верниците, да се спроведуваат сите тие црковни правила, како што добро ги познаваат пред се верниците и свештениците, се разбира? Да, значи, како што и самите сте информирани, знаете дека особено во овој период на празнување на најголемиот христијански празник, и според мене како христијанин и како човек најсуштинскиот историски настан во историјата на човештвото, а тоа е Христовата откупителна жртва на крстот и неговото воскресение. Значи, самите знаете дека еве овој празник оваа година, овој историски настан, овој настан што му дава светлина и смисла на нашето постоење, формално онака како што го празнувавме низ минатите години, не можеме. Тоа значи не може нашите верници да се соберат во храмовите, во молитвените домови, во црквите, да заедно како заедница да го празнуваме овој празник, да се поучуваме од пораките на тоа што Христос ни го открил за нас и за нашето спасение. Ево оваа година тоа ни е оневозможено, значи на тој план формално како заедница да се собереме, но наоѓаме други начини. Значи наоѓаме други начини, ги користиме социјалните мрежи. Тие ни помагаат доста, нашите снимени емисии, разни директни преноси на богослужби и директни контакти со верници. Значи, на крај на крајвите сепак верниците индивидуално може да дојдат во храмовите. Тоа се уште пред полицискиот час има право, ако не се во група повеќе од нели. Да, повеќе од 5 мина. Да. Значи, нашите верници, нашите пархијани доаѓаат во храмовите, доаѓаат за разговор, доаѓаат за совет, доаѓаат за поддршка, доаѓаат за утеха. Некој, како да кажам, по... Отец Ивица, да ја олесниме. Да. Јас и Драган, јас сум верник, например, христијанин, исто така сум збунет, неќам да зборам во името на Драган, сум збунет за многу од работите. Духовниот момент треба да преовладува, се разбира, нели, и да не отидете во црква, и често пати претходно не можете да отидете во црква, да запалите свеќа, меѓутоа сепак постојат други начини. Како верниците го прифаќаат дека сега нема да им се случи тоа што не може да им се случи тоа што вообичаено претходно секогаш им се случувало, да појдат во црква, да се видат со пријатели, да запалат свеќа? Значи вака, првин суштинскиот аспект на нашето собирање во молитвениот дом во храмот е нашето заедничко богослужење, односно молитвата, и што е најсуштински, нашата поука и причестувањето. Сега, некои од верниците реагира порадикално и можеби нема баш посериозно разбирање за состојбата во која се наоѓа и целото наше општество, па и Македонската православна црква како институција во ова општество. Имаше нереални барања, значи да се според мене нереални барања, според нив реални барања, значи да се оди со целиот богослужен циклус со присуство на верници, значи некои тоа го бара, еден добар процент мора да признам, но исто така еден добар процент од верници покажа рационалност, покажа одговорност, покажа свесност за реалност. И пред се мора да признам општествена одговорност. Така. Значи, за состојбата во која се наоѓаме, не е лесно. Не е лесно. Кажав пред малку дека се во тоа како некој човек на внатрешен план се соочува со предизвикот со кој сите ние се соочуваме, а тоа е неизвестноста од оваа епидемија. Некои луѓе со посилен ум, со посилна вера, со посилен имунитет,
со посилна волја и така натаму, полесно поминуваат, но некои луѓе мора да признаам дека завлегуваат во некоја параноидност, во некои состојби на депресивност и така натаму. И тука сме ние, сепак пастирите, духовните раководители, да помогнеме, особено со тој збор на совет, на поддршка, на подкрепа, на заедничка молитва, на еден оптимизам кој сепак мора да го шириме во ова време. Да. Ајде да се задржиме, ако може, во овој момент само за институционалниот дел на црквата, ако тоа воопшто е можно. Значи, црквата како таква е, условно кажано, распната со векови наназад. Постојано обвинувана и е дел мета на критики по разни основи. Сега во овој момент, условно кажано, е распната меѓу оние кои што се, како што ви ги нарекавте, малце порадикални во сваќањето на црковната богослужба. Може би очекувањата, нивните очекувања, да. И оние другите, условно да ги наречеме атеисти, во секој случај луѓе кои што не гледаат блиско со црквата, кои што од своја страна пак тврдат дека црквата како таква не ги почитува правилата, односно речиси ве обвинуваат дека вие практично намерно повикувате народот или ги ставате во опасност останатите. Ставате луѓето во опасност за да се најде да се прошири коронавирус. Да, вака сега, значи јас баш на оваа тема пред некој ден говорев со еден круг на мои пријатели и говорев за тоа дека во овој момент ние како црква имаме проблем или предизвик или искушение од два типа на луѓе кои се неразумни. Значи, едниот тип на неразумни се оние радикалци кои нереално гледаат во однос на целата оваа ситуација, кои не сакаат да ја прифатат оваа ситуација, дури некои од нив одбиваат дека постои коронавирусот, дека се работи за теорија на заговори, така натаму и така. Имате разни луѓе, мислам, секакви целни групи, секакви профили и ментални склопови. Значи, од едната страна го имаме тој тип на неразумност, од другата страна го имаме оној тип на неразумност и необит, неемпатичност да се разберат вистинските автентични верници и вистинската потреба на Македонската православна црква, особено околу празнувањето на Христовото воскресение. Неразумноста од едната и од другата страна прави конфликт, но оние што се разумни, оние што се свесни за објективноста, за реалноста и кои имаат одговорност и пред се љубов, значи тоа е таа емпатична состојба да го разбереш другиот, да влезеш во неговите обувки, таквите луѓе не прават проблем. Добро, сакам да кажам дека вие во секој случај ќе излезете виновни. Од една страна на едните неразумни нема да им излезете во пресред. Во чии очи да излеземе виновни? Кај оние што упорно инсистираат дека треба да има богослужби за Велик ден со масовен народ и кај овие другите кои што упорно бараат црквата практично да замре во овој момент, односно навистина да се повлече. Ако одиме ние по логиката да ги исполнуваме желбите на луѓе кои немаат дар на расудување и разумност, кај ќе стигнеме? Че сепак црквата ја водат луѓе кои имаат дар на расудување и се свесни за реалноста во која се наоѓаме и како црква, но и како општество, но и глобално како свет денеска. Сите ние, не само Македонија, не само Европа, целиот свет се соочува со проблемот на мутираниот вирус COVID-19, потенциран мутираниот вирус COVID-19, за кој ден денеска сериозните стручњаци, имунолози и така натаму немаат решение. Значи сите се наоѓаме во предизвик, никој не знае со точност да каже што ќе се случува и докаде ќе оди ова, и затоа мора да имаме свесност за реалност и свесност за одговорност. Ако сериозните луѓе во црквата, тие што се автентични христијани, кои живеат автентичен, здрав духовен живот, ако тие во овој момент не се разумни, тогаш кој треба да биде разумен? Ако ние не покажеме разумност. И нема тука компромис со разни неразумни размислувања. Значи, особено во ова време, значи, мора да бидеме послушни буквално на она Христова заповед, со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Во овој момент сакаме да мериме со вистинска мерка, со мерка која е полна со одговорност, емпатија и крајно разбирање кон секој наш сограѓанин. Да, пред да продолжиме понатаму, сакам да најавам за нашите гледачи дека во текот на емисијата ќе ја вклучиме и сестра Ефимија од сестринството во манастирот Свети Ѓорѓија во Рајчица, кој што е во рамки на братството манастирот Свети Јован Бигорски. Ќе продолжиме понатаму со овие критики или дилеми што
беа поставени во јавноста деновиве, вие сте присутни на Facebook и добро ги познавате овие работи, верувам дека ги следите. Денеска тоа што е најакутно, па и претходните денови е околу прашањето за лажичето кој што ќе биде користено при причест за сите верници кои што ќе дојдат некаде. Мене ова тема малку ме збунува. Ќе има причест за верниците, ќе доаѓаат тие? Па ние имавме причест, на Велики четврток, вчера причестувавме, но онака како што ни беше благословено од синовот на нашата црква и според прописите од кризниот штаб, односно од владата. Значи, литургијата беше отслужена во присуство на свештенослужители, но без присуство на верници. Верниците беа надвор. Ова, како што и бевме и договорени, значи однапред, на повеќето од нив се јавив и моите други колеги, кои се духовни раководители и така натаму, луѓето подготвени, си дојдоа, почекаа надвор и потоа еден по еден легува и се причестува. Што се однесува до лажичето, значи тука има еден теолошко-историски литургиски аспект. Значи некаде до 6-7 век поимало повеќе пракси на причестување. Ние знаеме, на Велики четврток баш се празнува тој спомена тајната вечера, Христос ги причестува, односно им ја дава таа можност на апостолите, а потоа и на сите негови ученици до неговото второ доаѓање во овој свет, како судија на живите и мртвите, неговите ученици да го засведочуваат своето единство со него, примајќи од неговото тело и неговата крв во вид на леб и вино. И тоа се прави со путир и со леб и така натаму. Сега, со текот на времето, од практични причини, значи од чисто практични причини, е воведена оваа пракса со причестување со лажиче. Значи, сега, вака, јас сум скоро 15 години свештенослужител, 20 и кусур години верник на православната црква, Христов ученик, сум присуствувал на многу литургии, кога имало сериозни зарази од грип и така натаму, и како верник, и како свештенослужител, и плюс ние како свештенослужители, откако ќе заврши литургијата, тоа што останува од лебот и виното, телото и крвта Христова, ние го употребуваме. Еве, после толку години, јас не познавам ниту еден мој колега кој се заразил. Не познавам. И пошто имаше многу видови на грип, еве, не е само COVID-19, сега се соочуваме со овој мутиран вирус, но имаше и пред тоа епидемии. Да, па кажа ми во текот на оваа недела и директорот на Институтот за јавно здравје Скопје, Центарот за јавно здравје, се извинувам, дека оваа година има 17.000 повеќе грипосани, заболени од грип од минатата година. Што отвара други дилеми, други теми, други теми. Само и ова сакам да го доискажам. Значи, еве јас се трудам да бидам разумен и емпатичен. Сакам да го разберам тој другиот, односно тој што му е проблем со лажичето. Или што поставува дилема, нели? И за тоа има решение. Значи, ние како свештенослужители, битно ние да ги причестиме нашите верници со телото и крвта Христова. Тие што имаат сериозна здрава вера, таква како што се имаат и немаат проблем, ги причестуваме, тие го зимат лажичето и така. Но некои, например, ја отварат устата и телото и крвта Христова се сипува во нивната уста без допир со лажичето. Значи, снисходиме, наоѓаме решение, наоѓаме модел, сепак и оние што имаат, например, подруг начин на доживување на нештата, да влеземе и во нивните обовки, затоа што љубовта подразбира разбирање кон другиот. Да. Тоа е тоа. Така е, но те цивид да тука има еден проблем. Значи, критичарите велат во ред тој што сака да се причестува, сака да ризикува вернike и така натаму, никако направи тоа. Меѓутоа, ако тој условно преку оваа причест зарази други луѓе, а потоа тие луѓе се прошират наоколу, ќе добиеме и нови заразени и нови заразени така натаму. Веднаш одговор на тоа. Значи, мутираниот вирус COVID-19 е повеќе време присутен на оваа територија, не е само месец и пол, два и така натаму. Значи, имавме Тодорова сабота, кога почнува Великиот пост, тогаш има масовно причестување. Јас сум причестил на 200-300 луѓе. Значи, и некои од нив лично ги познавам. Значи, никој не се пожелил дека се разболел од нешто. На крај на крајвите, после пречестувањето, тоа што остане, јас го употребив. Требаше до сега да видам во кома некоја. Но, еве, фала му на Бога, ме гледате мене, жив, здрав сум, мрдам и сите мои други колеги, никој не се пожелил до сега. Но, пак ќе кажам, јас го разбирам
она сомневање во умовите на некои луѓе, затоа што тие го немат моето искуство. Јас ги разбирам нив затоа што јас сепак го имам нивното искуство, во која смисла на зборот јас сум обкружен и со луѓе кои размислуваат на тој начин. Јас ги разбирам нив, но тие треба да се потрудат доколку сакат да не разберат и нас. Еве, јас во моментот кажувам аргумент позади кој 100% стојам. Значи, никој не се разболе. Да. Но сепак имаме разбирање. И затоа, како Македонска православна црква и како епископат, значи како свет синод и како свештенство, крајно одговорно во целата оваа ситуација се поставуваме. Се наоѓате под силен притисок, под, условно речено, една групација дел од верниците и една групација надвор од православната црква, која што не го чувствува на истиот начин тоа што го чувствувате вие. Дали можеби, не сакам да правам политика овде, меѓутоа да направам паралела, затоа што очигледно дека Македонската православна црква и преку вашите изјави и претходно други изјави на МПЦ, високи достоинственици го кажаат тоа дека се обидувате да направите некој компромис. Дали можеби причината за тоа што поглаварот на исламската верска заедница се закани е токму притисокот што и врз него го прават некои верници, или е приказата сосема различна? Не знам, немам информации за исламската верска заедница, така да не можам ништо да коментирам. Да, добро, тој се закани пред неколку дена дека ќе направи, ќе направи Бангладеш доколку не му бидат префрлени некои пари, тоа е друга тема. Чисто се прашувам дали можеби и ИВЗ е под силен притисок на верници, затоа што доаѓа Рамазан, нешто што не знам за нив, но еве како свештеност, МПЦ се соочува со притисокот на овој начин. Како свештенослужител ќе кажам дека тоа сигурно повеќето од верниците го знаат, можеби останатиот аудиториум не го знае, ние немаме плата на први. Значи, тоа што ќе остават верниците, тоа се дели. Значи, доколку не се остави, нема. Но ние како свештенослужители, свесни за оваа состојба во која се наоѓаме, свесно ја земаме и таа жртва. Значи, добро, прифаќаме материјално да бидеме оштетени, ако може тоа така да се каже, но да имаме таа одговорност пред се на се како свештенослужители и како верници и како граѓани на ово општество, дека во овој момент, во овој историски момент, во овој предизвик, крајно треба да бидеме одговорни и разумни. И тоа го правиме. Во тој контекст, само да кажам нешто, значи, портпаролот на синодот на МПЦ, ако не се лажам, пред неколку денови даде изјава дека поголем дел од приходите, можеби половина од приходите на православната црква доаѓаат за Великден и за Божик, и сега практично поради овие околности навистина ќе настрада во тој елемент. Меѓутоа и тука критичарите веднашка се јавија со констатација дека еве црквата интересираат само пари, дојдено им е до пари, дојдено им е дури во ситуација кога е пандемија на вирус, нив најважното прашање им се финансиите, па токму поради тоа бараат пари од државата. Јас се извинувам, во ниеден момент црквата тоа не го покажа. Дека битен им е финансискиот момент, односно таа материјална штета. Во ниеден момент. Никој од моите колеги не го спомна тоа прашање. Никој. Сите сме свесни за одговорноста. На крај на крајвите, христијанството, како вера, како вистина, како модел на живење, како она што ни го посведочи Христос на крстот е жртва, љубовна жртва. Значи, ако ние во овој момент, значи кога живееме во сериозен предизвик, во едно матно збунувачко време, ако сега ние не покажеме жртва, разбирање, љубов, па кога? Тогаш нема кога. И на крај крајва, како ние ќе го оправдаме она што ние се нарекуваме Христови ученици, како ние ќе го оправдаме празнувањето на Христовото раснување на крстот и Великден, воскресението, победата на смртта, ако ние самите не живееме во таа вистина и во тие вредности. Да. Добро, можеби причината за овие критики, Драган, во тоа што некои од представниците на МПЦ во минатото можеби не соодветно се однесувале или се возеле во скапи возила, во Мерцедес и така натаму, и тоа останува како товар на МПЦ, кој што е постојан протест. Тоа постојано ќе мора да се докажува пред верниците, пред граѓаните дека вие сте само носители на идејата на Исус Христос. Може ли сведоци? Се разбери, сведоци, да. Може ли да зборуваме малку за тоа колку оваа ситуација во моментов кризна за сите граѓани, цел свет, помага на црквата да ги врати своите чеда, да речеме, кон духовност. Конкретно ќе ве прашам, бараат ли од вас луѓе помош овие денови, луѓе кои што претходно не биле активни или не биле можеби воопшто верници? Да. Значи имаме неколку целни групи. Тоа се нашите активни верници,
значи кои си ја практикуваат својата вера, традиционалните верници, кои се верници кои не одрекуваат христијанската вистина, но тие се традиционални верници од Божјих до Веледин и така натаму. И имаме се една целна група на луѓе кои целата оваа ситуација малку ги поттикнала на посериозно ова размислување. Интересно е тоа дека луѓето кога ќе дојдат до некоја гранична состојба, значи смрт, несреќа, епидемија така натаму, некако умот се активира повеќе. Така или стравот може, или стравот и потребата да најдат поддршка во некого. Да, стравот е некогаш е полезен, некогаш е неполезен и така натаму. Но страв навистина од неизвестност е деструктивен, затоа што личноста ја доведува во состојба на депресивност, на тотална демотивираност на луѓе кои паѓаат. Да, но сега стравот не е индивидуален, сега сите се во страв, сите се во паника. Не би рекол дека, но има еден добар процент кои... Но јас се водушевувам на некои луѓе кои оваа состојба па ги поттикна да бидат уште по-солидарни, по-храбри. Значи, кога ме прашите за помош, значи, ние не помагаме само со совет, со молитва, духовно, значи, и материјално. Значи, има луѓе кои оваа ситуација ги доведе до состојба да нема што да јадат. Значи, имаме ние стари лица, семејства кои порано колку толку има можност од вами од тамо да земат. Еве и нашата црковна кујна што е од црковната општина Свети Петар и Павле, порано, додека беше по-нормално времето, тие се собираат тамо на топол оброк, сега нема топол оброк, се подготвува ова сува храна, нешто кога можат сестрите и така натаму. Сега се организираме да им помагаме на луѓето. Носиме храна, помагаме. Че на секој начин се организираме. Повеќе црковни општини го прават тоа или само вашата, како што знам? Пака се, јас можам да сведочам за мојата црковна општина. Затоа што меѓу критиките што ги слушаме, а еве сега зборуваме за нив, оди и тоа дека црквата всушност не им помага во материјален аспект на луѓето. Не би се сложил тоа. Вака, значи имаме ние во рамките на Скопската епархија имаме хуманитарната организација Свети Спас, која духовно ја води и организационно ја води отец Оливер, човек кој јас просто се чудам онака од кај наоѓа таа енергија. Значи тој и неговите помошници, неговиот тим и ние како свештенослужители учествуваме во тие проекти, помошти и така натаму. Навистина гледаме да се покрие тамо кај што може да се покрие. Се разбира колку се нашите сили. Сепак ние не сме држава, немаме државен буџет и така натаму. Ние се организираме и таа организација си има свој плод. Значи јас не знам дали сте слушали вие човек кој дошол во црква и побарал помош, а не му било помогнато. Се разбира ако таа помош била реална и така натаму, и барала реални работи. Да, кога се зборува за страф и за големи тешки премрежиња за македонскиот народ и за сите останати, главен збор кој што го употребуваат и сега и политичарите, па и црквата, верските организации, сите е солидарност. Да. Искам да бидам она што го гледам на Facebook најчесто, тоа што и ние последниве 30 на дена сме во некаква полуизолација, да речам. Има изблици на солидарност. Пред неколку дена, например, имаше една господја од Делчево, ми се чини, упати јавен повик во една група на Facebook, вели, мажот остана без работа, јас останав без работа, простете ми, но помогнете ми, затоа што нема детето што да ми јаде. Значи, и веднаш коментира пристојна жена која што никогаш претходно не правила никаков проблем, нели? И веднаш за 20 на минути се најде луѓе што и помогна. Така, точно тоа. Какво е вашето искуство од аспект на црквата? Рековте, претходно црквата никому не му останала да не му помогне, нели? Нас им помогнала. Би тоа општо чувствувате ли дека солидарноста е на соодветно ниво, не само во црквата? Вие сте сепак и општествен активист, не се само црковно. Значи, генерално јас сум задоволен од осетот за солидарност кај нашиот народ. Македонскиот народ го има тоа во себе си. Може би има многу недостатоци други. Како и секој народ. Како и секој народ. Јас често и отворено говорам за тие недостатоци, така натаму. Од љубов да се промениме. Да. Но мора да признаам дека солидарноста, осетот за потребата за другиот е длабоко вкоренета кај нашиот народ. Може би тоа е историски условено. Може би
го имаме и тој момент што секој од нас плюс осетил немаштија, па знае што тоа значи, така натаму не сме ние толку богат народ и така. И благодарен сум на Бога што еве тој народ наш го има тој осет во себе си и особено во ова време, па сега гледам дека и се засили. И што е најинтересно, многу од добрите нешта не одат по медиумите. Значи, најчесто по медиумите одат лошите вести, тие што најчесто луѓето изгледа сака да ги слушнат, но јас секојдневно гледам убави работи. Значи, гледам и неубави, но гледам и убави работи, гледам дела благословени од луѓе кои остануваат непознати за многумина во јавноста. Они го терат на Христовото, што знае десната да не знае левата. Помага што треба. Да, точно евангелски, да. И јас често кога ќе кажам па добро човек му дај некоја нешто плакета, нешто ти даде. Не. Не сакам. Тоа што сум го направил во името на Господа и не сакам никој да знае. А има доста такви луѓе и тие ме радуваат искрено. Да, познаваме ние многу такви луѓе и тоа е многу добро. Фала му на Бога. Затоа што прифаќаме, ја лично не знам за Драган, дека можеби ние новинарите сме понекогаш виновни за тоа што ги истакнуваме повеќе црните работи од белите, но еве дури и вечерва, наместо да разговараме за 2 дена најголемиот христијански празник, ние повторно некако влегуваме во, но сепак го правиме тоа што го интересира нашите гледачи. Добро. Да, следниве неколку минути. Но внимавам да го имам и тој момент на светлина, не само темнина. И ние се обидуваме, но малку нам потешко ни оди, да. Се враќаме во емисијата Заспи ако можеш, по кратка пауза за реклама. Се враќаме во студиото на Заспи ако можеш на Алфа, на овој велики петок, на 2 дена пред најголемиот христијански празник, заедно со отец Ивица Тодоров, презвитер на Македонската православна црква Охридска епископија. Да најавам само дека подосна во оваа емисија ќе ја вклучиме и сестра Ефимија од сестринството во манастирот Свети Ѓорѓија во Рајчица, што е дел од братството од манастирот Свети Јован Бигорски. Отец Ивица, зборуваме претходно за дел од материјалните прашања што се појавуваат во врска со црквата, за духовноста, за солидарноста. Вие сте активни на социјалните мрежи подолго време и да бидам искрен, не следев формално правно како црквата го реши тој проблем со социјалните мрежи, со интернет, со Facebook, затоа што пред 6-7 години, ако не се лажам, мислам дека беше тогаш владиката Тимотеј или можеби Петар, нели? Имаше различни ставови во синодот на МПЦ. Вие се овде не сте во име на МПЦ, не зборувате во име на МПЦ, мито ги знаете, добро работите. Не, во име на синодот не можам да говорам, а во име на МПЦ, да. Во име на синодот, се извинувам, да. Значи, како се надмина тој проблем, затоа што очигледно е дека црквата веќе не може да функционира без социјалните мрежи. Тој проблем се надмина крајно конструктивно и, како да кажам, реално, затоа што во синодот, колку што јас сум информиран, се говорело за тоа како треба да се практикуваат социјалните мрежи, да се користат во животот на црквата, во мисијата на црквата и преовладал ставот дека социјалните мрежи и како може да помогнат во мисијата на црквата во ова и вакво време. Сега, некој може да злоупотребува. Секој може да злоупотребува. На крај крајеви и Светото писмо може некој да го злоупотребува. Значи, ако некој сака нешто да употреби за зло, ако самиот тој е зол, тоа не значи дека самиот предмет е зол по себе си. Така да Фејсбукот како социјална мрежа и останатите социјални мрежи и така натаму по себе си не се зли, но некој може да ги злоупотребува. Но јас познавам многу мои колеги, собраќа свештенослужители на нашата помесна црква, кои ги користат социјалните мрежи и социјалните мрежи им помагаат во нивната мисија. И мене исто така ми помагаат. Ние денови имавме на емисија, зборувавме за говорот на омраза кои што се гранични со слободата на говорот. Имавме неколку примери кои што 99% се изглици на зло, да речем, преку социјалните мрежи. Колку тоа се случува во вашата комуникација со верниците преку интернет, преку Facebook, не знам, Twitter, другите? Значи, еве на мојот профил и на групите кои јас ги администрирам или мои духовни чеда или пријатели и така натаму, значи први ние внимаваме да не ни се случи да
паднеме во искушение или свесно или несвесно да помине кај нас некоја спин, извртена информација. Значи, прво тоа. Многу внимаваме на тоа. Потоа внимаваме на секоја содржина што ќе ја пуштиме, без разлика дали е духовна, верска, научна, политичка, социјална и така натаму и така натаму. Внимаваме, значи, на вистинитоста, на пораката и потикнуваме процес на позадлабочено размислување и работиме кон тоа да се воспита нашиот народ во тоа како се води диалог. Мора да признаам дека диалогот е прекрасна работа, но тука е потребна сериозна интелектуална и морална култура и личностна култура. Би рекол и позитивен пристап, затоа што нашето искуство вели дека кога немате позитивна намера од другата страна, невозможна е дебата. Тогаш тој диалог нема смисла, тогаш нема диалог повеќе. Што правите во таква ситуација? Фејсбук ни овозможува да го отстраниме тој човек и така натаму. Блокирате и вие профили? Се опоменуваат, значи се опоменуваат луѓето доколку продолжат понатаму со ширење на говор на омраза или помеѓу самите членови се навредуваат на лична основа и еден куп други нешта кои се недолични. Значи, ние ги опоменуваме доколку не ги прифаќаат нашите принципи и вредности и се отстрануваат. И затоа нашите групи се крајно сериозно посетени, затоа што луѓето знаат дека таму се негува ова култура на диалог, се пласират проверени информации. Нас не се случува и понекогаш ако сгрешиме со некоја информација, наши пријатели ни кажуваат така, ова информација не е баш точна. Еве ќе ви кажам за една позитивна информација. Она со делфините во Венеција. Јас бев многу среќен, мој пријател ми го прати, јас тоа го постирав, а еден мој друг пријател кој се занимава со социјални мрежи, ми коте Цивица, ова е убава вест, но не е точно. И јас ја отстранив. Тој е настан постар датум. Да, од кога вели Италија па Венеција демек се очистиле водите, па делфините така. Тоа беше една прекрасна убава вест, ама не е точна. Дури да е добра, ако не е точна, ја тргаме. Че социјалните мрежи како и личната комуникација, така и социјалните мрежи ја покажуваат личноста на човекот и неговата енергија и неговото зрачење. Ние се трудиме, еве јас самиот и останатите мои собраќа свештенослужители со своите тимови, јас со својот тим и така натаму, во ова и вакво време и во ова и вакво општество да шириме една позитивност, една конструктивност, градивност, широчина, длабочина, сериозност, љубов, се тоа што е христијанска одлука. Много да Тодоров, меѓутоа сепак сега прашање е колку имате време, организацијски способности и така натаму, меѓутоа зарем црквата не се сите граѓани на државата. Мислам не во смисол како вие сте сепак македонска православна црква, зарем не би требало во смисол на духовност да се обидете да им се приближите и на тие што не ве прифаќаат, и на тие што одбиваат, и на тие, да не звучам сега премногу моралистички, меѓутоа вака ми звучи како речиси како да црквата станува едно тело само за себе. Не се разбирам. Да ги соберете. Не се разбирам. Значи вака, првин под црква се подразбира заедница на Христови ученици, еклесија, грчкиот збор, кахал, еврејскиот збор. Значи пред се и над се ние сме заедница. А ние како заедница се собираме во молитвениот дом или во храмот или во црквата, во објектот. Но ние како заедница може да функционираме и надвор од објектот. Сега ние како заедница, како Христови ученици, да се изразам институционално како помесна црква или помесна заедница Христова на оваа територија на Македонија, ние имаме одговорност пред Христос, значи да ја сведочиме неговата спасителна евангелска вистина и на тие што се членови на црквата, и на тие што не се членови на црквата. Тоа е мисијата на црквата. Значи, социјалните мрежи ги користиме и за мисија. Еве, на YouTube ние имаме канал Православно христијанство МК, снимаме емисии своји, таму ги постираме, луѓето ги гледаат. Значи, на секој начин се трудиме Христовата вистина, Христовото евангелие, тоа што Христос го направил за нас, го откри за нас како вистина, како смисла на постоење, тоа првин да го практикуваме самите да се осведочиме од таа вистина и да ги стекнеме тие плодови и тоа да го сведочиме на сите оние што ќе сакаат да го примат. Значи, христијанството пред се и над се го
прифаќа и го почитува принципот на слобода. Не може некому на сила да се Добро, но наметнува. што е со тие, условно кажано, црни овци, со тие блудни синови, да не користам други термини, тие што просто ете... Христос говори за блудните меѓутоа, синови. повеќето од нив, сакам да кажам, повеќето од нас се крстени во црква, како мали деца може би Тоа се традиционални христијани. Значи тоа се христијани кои де јуре се христијани, правно, значи, Да, но де факто не се. дел од А сега, што тоа значи блуден син и така натаму, Христос многу убаво тоа го говори. Има една парабола за блудниот син. Не, јас употребив терминологија Да. од книжевноста. се Па разбира, тоа не е мислам на евангелски вистински- термин. Баш со блудниот син, тоа е една прекрасна парабола кај што Христос говори дека сега не да не ја прераскажувам целата, че блудниот син, самиот збор блудити на црквенословенски значи да се трошиш, да се исцрпуваш себе си. Значи човек кој блуди во животот, значи е човек кој не ја знае смислата и целта на своето постоење. И тој се троши, ја троши својата енергија. Живее само материалистички тоа. Не, на секаков план се троши. Не може само материалистички. Човекот не е само тело, човекот, да беше само човекот тело, лесна приказка. Но човекот е духовно, телесно битие. И сега кога се трошиш на ментален, емотивен, духовен, телесен план, ти во еден момент ја осеќаш таа дупка внатрешна, празнотија со која се соочуваш и таа го побеснува човекот. И овој блуден син, кој се трошил самиот себе си и својот живот, кога го почувствувал тоа, разбрал со што може таа дупка своја внатрешна есенцијална, суштинска, да ја пополни, а тоа е со вистината. Човекот не може да живее без вистина. Значи, без вистина, без вистината за нашето постоење, тогаш што ние правиме во овој свет? Затоа што Христос дојде во овој свет, преценат се да ни го открие вистинскиот модел, вистина и вредност на живење. Знам отец, но ние живееме во материјален свет, во капитализам, во тврд капитализам би рекол. Вака сега, значи, јас познавам луѓе кои се бизнисмени. Значи, познавам луѓе кои се верници и кои својот бизнис, колку што може се разбира, реално, го фундираат, го втемелуваат на христијанските верници и христијанските вредности. И тие луѓе, тие бизнисмени се успешни, нивниот бизнис е успешен и нивните работници се задоволни. Значи, евангелскиот модел секаде функционира. Никој не сака да биде лажен, никој не сака да биде краден, никој не сака да биде манипулиран, никој не сака да биде, како да кажам, вампиризиран и така натаму и така натаму. Секој од нас има свој интегритет. Значи, Бог нас не дал интегритет. Секој од нас. И тоа е достоинство. Тоа е достоинството. И ако на човекот му го земеш достоинството, што му останува? А достоинството се втемелува и се гради преку живот во вистината. И тоа е врзано. Например, ние како народ, ако ја изгубиме вистината за своето постоење и вистината за својот идентитет, го губиме своето достоинство. Тоа е еден друг муавет, но нешто што ни се случува. Не е тоа друг муавет, тој е муавет за кој што ние сакаме да разговараме. Македонската православна црква Охридска архиепископија беше мета на критики за време на потпишувањето и по потпишувањето Преспанскиот договор, но еве нема сега за да зборуваме за нејзината заедничка политика или јавни политики во врска со тоа прашање. Но вие сте еден од луѓето кои што отворено, јавно, безкомпромисно би рекол, постојано упатувате на проблемот и на потребата од решавање на овој проблем, на враќање на старото име, на единственото име. Колку поради ваквите ваши позиции имате проблеми и како свештеник на МПЦО и со овие другите луѓе кои што не го разбираат, кои што мислат дека со промена на името све ќе се промени на подобро, дека ќе влезат милиарди, ќе се живее подобро? Значи, вака, искрено да кажам, немам никаков проблем. Искрено, вака. Никој не ви рекол, отец, малку да се смириме, да не зборуваме на темата, никој не ви рекол. Никој не ми рекол. Никој не ми рекол. И мора да признам дека и мојот предпоставен, односно духовен раководител, мојот архиепископ, ниту од него имам замерка. Сме разговарале за оваа тема. Значи, јас не користам говор на омраза, не влегувам во политиканство и така натаму, туку излегувам како православен христијанин и како македонец. Значи, ја не сум против некого, но можам би во овој историски контекст да бидам за себе. Може ли некој да ми го одземе тоа право? Да бидам за себе. Значи, ако еден народ, ние гледаме дека ај сега ќе отидеме у други води малку, но тоа не е далеко од христијанството, тој суверенистички пристап кој станува се повеќе и повеќе актуелен во светот и така натаму. Значи,
тој ни говори дека сепак треба да бидеме свесни за тоа кои сме, што сме и да работиме да бидеме самите колку што можеме со себе си и да воспоставуваме комуникација со оние кои со нас ќе градат комуникација на ниво на почит. Доколку некој со нас не гради комуникација на почит, без разлика дали тоа е на личностен план или на институционален или не знам таму кој се е меѓународен план, тогаш веднаш се работи за проблем на манипулација. Да поедноставам. Значи кога две личности се запознаваат, морално е за да тој меѓуличностен однос успее да има почит. Доколку нема почит од едната и другата страна, или ако од едната страна има почит, но од другата страна нема почит, тогаш од оваа страна кај што нема почит ќе има манипулација. Значи тој што не ме почитува, тогаш ме манипулира. Тогаш ме става во својата его игра и бара од мене нешто да направам за него, при што јас ќе бидам губитникот. И тоа кој ќе го разбере на личностен план или на план на меѓународна политика, разбира што е глобализам и што е суверенизам. Да. Комуницирате ли со ваши колеги од Грчката православна црква? Таму има повеќе грчки цркви. Комуницирате ли на тема, сте разговарале ли некогаш? Ме интересира како да тие релации. Јас лично немам пријател од Грчката православна црква, значи немам воспоставена таква духовна комуникација. Сум имал на разни конгреси и средби, контакти со представници на црквата во Грција. Некои од тие контакти биле добри, убави, полезни, некои не били и така натаму, се зависи од човекот. Јас сум се трудел нашата вистина, значи да ја пласирам, да говорам за тоа зошто ние сме тоа што сме. Сакам да ја слушнам нивната приказка, односно нивното сведочење, но не наидов, морам да признам, на почит од другата страна. Значи, штом нема почит, тогаш нема диалог, или има принцип на наметнување. Значи, јас треба да замолкнам, треба да ја наведнам главата и да ја прифатам неговата вистина. Зборуваме за црковните прашања теми или и за црковните и за политички, да го погледне името? И за црковните и за национални. Или тие се две прашања се поврзани едно со друго? Се врзуваат. Иако мора да признам дека околу статусот на црквата, иако тоа е поврзано сега со името и така натаму, но гледано чисто евангелски, чисто по логиката на каноните на едната света соборна апостолска црква, значи во прашањето на дефинирањето на статусот на една црква не сме да се користат политички прашања, но за жал во овој ваков свет се користат. И се користат. Не, ве прашав ова заради тоа што знам дека некои грчки свештеници дури на високи позиции доаѓаат во Македонија, имаат контакти со, што значи дека постои тоа меѓусебно признавање, не институционално, меѓутоа вие како свештени лица припаѓате на една вера, глобална заедница, нели да? Значи и сум слушал различни муавети дека има и судири, има и разбирања, некои и моето искуство е такво. Се зависи кој е од другата страна. Значи она што го кажав, тоа е формула некаква. Доколку се почитуваме и доколку таа почит овозможи градење на еден ментален мост помеѓу двете души, тогаш веќе душата не е во состојба на одбрана, туку се отвараш и тогаш многу полесно оди таа комуникација. Искам да бидам, ако нема почит, тешко. Многу сакав искрен да бидам да овие кризни 30-40 дена во Македонија дојде некаква помош од страна на Грција, на Грчката православна црква, на организации невладини така натаму, макар да биде и символична. Мислам дека досега, Драган, нема ништо такво. Дојде од Словенија, од Турција, дојде од Унгарија, дојде од Словачка, Европска унија, од Кина малку. Од Кина малку, меѓутоа од Грција не дојде нешто што сите го очекуваме заради тоа што договорот за промена на името беше придружен со друг договор кој што требаше да отвори нови релации меѓу двете држави. Многу пријателски, попријателски однос. Да, и во економијата не гледаме никаков изблик. Практично, тоа што го зборувате вие сега за почита, не се гледа. За Грција навистина не е проблем да испрати 3 камиони со маски или 3 камиони со, не знам, со детергенти на крај на краишта, за да покаже една символика, отварање, како што рековте. Практично ние се откажавме од се, а од таму немаме ни елементарна почит, не само како црква, како и како држава, и како општество, и како соседи, мислам.
но не би ги коментирал сега Грците. Да, ја не треба да коментирам. Можам да коментирам нешто ако ние не сме како што треба. Сега за друг не можам да коментирам. Секој си одговара за своите постапки. Да. Но ние треба да бидеме луѓе и јас длабоко тоа го знам дека многумина наши се трудат да воспостават и веќе имаме воспоставени комуникации така на меѓуличностен однос, на меѓуличностен однос. И јас мислам дека тие комуникации еден ден ќе вродат со плод. Да. Но како да се надмине од цивица понижувањето што ни се случи? За мене немам дилема никаква дека се работи за... Ја не сум понижен лично, затоа што јас не прифатив тоа и не го прифатив. Сето тоа што се случува. Добро, но реалноста е друга, да. И јас не го прифаќам лично, меѓутоа објективно... Да, објективно да, како што говоревме околу ова со коронавирусот, познам луѓе кои викат нема вирус, не постои така натаму и така натаму, но реалноста е прифаќа со политискиот час. Да, реалноста е таква како што е, но јас додека ме држи умот, имам сила и сум во овој свет, ваков како што е, јас го држам ставот што сум го држал и претходно. И што го држам и сега. Ние сме Македонија и ќе си останеме Македонија и ќе си останеме македонци и треба да работиме на тоа. Можеби во овој момент нештата се спакуваат така како што се спакува поради некои по-високи нечии интереси така натаму. Математиката испадна таква како што испадна, но никој во светот не помисли дека еден вирус ќе го кутне целиот свет, но и тоа се случи. Еве, еден вирус. Значи, историјата е многу интересна работа, не е досадна. Историјата е учителка, нема шаблон тука, и мудрите луѓе учат од историјата и учејќи од историјата знаат што треба да прават во иднината. Да, но реков мудрите луѓе. Да, имаме и мудри луѓе, има и во светот мудри луѓе и праведни луѓе и тука има простор за оптимизам, јас така мислам. Тешко ќе биде, се разбира, да не се лажеме. Тоа е кога зборуваме за црквата, за верата. Односно се извинувам, тоа е кога зборуваме за државата сега, за името, нели? Што правиме со православната екумена? Каде се тука работите, не знам дали имате дозвола да зборувате на таа тема. Има ли тука просто за надеж дека наскоро МПЦ-ова ќе стане дел? Ние и вака сме де факто, меѓутоа еве и де јуре да... Да, ние сме де факто дел, мислам, ние немаме проблем со тоа, но де јуре ќе видиме. Моментално во православната црква има сериозен конфликт помеѓу Московската патриаршија и Константинополската патриаршија. И според мене, значи тоа е моето лично мислење, додека не се реши тој спор, не знам како ќе оди процесот на нашето признавање. Може би ние да го искористиме тој спор, но не знам како ќе се ефектуира тоа. Тука треба некои луѓе кои се длабоко информирани за оваа проблематика да проговорат. Јас сепак имам површни информации за нештата. Да, тоа што го следиме ние по Украинската црква признавањето, судирот помеѓу... Пак видовме, значи, самото признавање, кои се репрекусии, односно последици предизвика. Значи вака, па евангелски да се говори, кога се лекува една рана, значи не треба со лекувањето на една рана да се отворат 10 други рани. Значи целта на умниот лекар е да излечи раната, да го излечи организмот, а не условно речено со плацебо ефект некаков орган да биде умислен дека е исцелен, а целото тело да болува. Така да треба многу да се внимава. Јас затоа онака скоро буквално, нема да ме разбирате баш, но се трудам буквално да ги разбирам Христовите заповеди. Значи, кога Христос говори нешто, треба да се држиме до тоа. Зошто го говорам тоа? Затоа што Христос вели вака, дека секој човек кој својот живот го темели на неговата вистина, на тоа што тој го открил. Тој е, вели, благоразумен човек, значи човек што има добар разум, значи со добро здраво расудување, и тој својот живот, односно куќата на својот живот, ја гради врз камен, а не врз песок. И сега вака, значи секогаш кога нешто правиме, размислуваме, имаме некаква визија и така натаму, ако тоа не се прави врз основа на Христовата вистина,
врз основа на Христовата љубов, врз основа на Христовата Евангелие, врз основа на неговите заповеди, ние тоа не го правиме на камен, туку го правиме на песок. И наидуваат искушенија и за кратко време тоа што сме го направиле се руши. Да. И затоа треба да бидеме многу внимателни. Да, сега овде ќе одиме малку на еден разговор со сестра Ефимија од манастирот Свети Ѓорѓија во Рајчица, сестринството во овој манастир кој што е дел од братството во Свети Јован Бигорски. Доколку се слушаме со сестра Ефимија, како комуницирате со верниците кои во нормални услови се постојано во верските храмови? Бараат ли верниците поддршка од вас? Голем дел од верниот народ, заради заштита и превенција од коронавирусот, не е во можност да присуствува на богослуженијата во храмовите, особено сега, во страдалната седмица и за најважниот христијански празник, кој што е во очекување, Великден. Меѓутоа, ние монасите кои што живееме во една постојана духовна радост, основна задача ни е да се молиме за сите нив. И во таа насока, нашиот старец, архимандрит Партени, вчера на Велики четврток не собра сите нас, и меѓу другото ни рече: деца мои, ве молам, многу ве молам, молете се за луѓето надвор во светот, за да можат да си ја почувствуваат воскресенската благодат и дома, за Господ да им испрати утеха и духовна радост, за да не се чувствуваат осамени, туку да почувствуваат дека се со него и таму во домовите. Тој знае колку страдаат луѓето сега и знаат колкава потреба од божествена подкрепа имаат. И токму во тој поглед, со негов благослов, во текот на целиот Велики пост, пренесувавме дел од богослужбите и се уште тоа го правиме во текот на страдалнава седмица, тоа ќе го направиме и утре за великденската богослужба, бидејќи сакавме на тој начин да им обезбедиме на верниот народ, на гледачите, да можат да се молитвено со нас. Се наоѓаме во тешки моменти. Колку е поголема потребата кај вашите верници во овие кризни состојби сега да побараат помош од вас? Каква е комуникацијата деновиве? Па да, луѓето во вакви кризни моменти знаат повеќе да му се приближат на Бога. Јас само би се подсетила, односно би ја подсетила сите на зборовите на нашиот старец изразени во неговото последно великденско интервју, во кое тој меѓу другото вели дека ова што сега ни се случува треба да го исползуваме за добро. И тој ја наведува на стара народна поговорка, во која што е многу често употребувана кај нашиот народ, а таа е дека секое зло е за добро. И во таа поговорка се крие една длабока теологија, која што не поврзува со она евангелското, дека преку крстот дојде радост за целиот свет, односно преку страданијата Христови дојде воскресението и дојде радост за целиот свет. И Богочовекот Христос е првиот кој што ни го покажа тој пат. Гледаме денес колку човекот е исплашен од ова што се случува, колку е испаничен и колку е затворен. Меѓутоа стравот не ни дава можност да ја почувствуваме Божјата промисла во сето ова што ни се случува и да ја разбереме Божјата милост, која што не повикува да му се приближиме повеќе, нему на Бога, и да го промениме нашиот животен стил, да станеме подобри луѓе. Вие како сестринство, како манастир, бевте во изолација подолго време заради тоа што се наоѓате на територијата на Дебар, каде што карантинот започна пред сите други градови да прогласат слични мерки. Чувствувате ли дека верниците со кои што сте во комуникација преку интернет се вртат повеќе кон своите најблиски, кон оние што се дома, кои што можеби и ги забораваме во овој свет на брзо живење, во свет на интернет претходно? Знаете, факт е дека луѓето најпрви се оддалечија од Бога, што значи се оддалечија од изворот на љубовта, на заедничарењето, и како резултат на тоа настапи себелюбието и осаменоста. Луѓето едноставно се оддалечија едни од други, најпрви од своите најблиски. Меѓутоа, сега имаме шанса да се поправиме во поглед на тоа. Еве сме дома со нашите најблиски,
со луѓето кои што најповеќе не познаваат, кои што ги знаат сите наши слабости, не виделе во секакво издание. И тоа се токму тие луѓе кои што имаат најголема потреба од нас, бидејќи не љубат. И ние ги љубиме, и ние ги сакаме, но како да заборавивме да им го покажеме тоа, може би немавме и желба да им го покажеме тоа, сега имаме можност да им покажеме колку ни се важни. Социолозите и правниците велат дека семејството е основна клетка на општеството, ќе речам здравото општество. Меѓутоа, за семејството да биде здраво, тоа ќе мора да застане на здрави нозе, а тоа значи неговите членови, наместо да се разединуваат, да се сплотат и да се прегрнат. Тоа ќе значи повеќе да се љубат и во своите домови да шират топлина и радост. И последното прашање, како се подготвува Бигорски за најголемиот христијански празник? Предпоставувам дека не ви е вам лесно како црковни луѓе да се справите со оваа ситуација што случува за прв пат во историјата на Македонија, Македонската православна црква, верниците да не можат да дојдат во храмовите на МПЦО. Заради актуелната ситуација, Бигорски оваа година нема да биде во можност да ги прими сите оние кои што сакаат да бидат со нас на богослужбите. Знаете, за прв пат после повеќе од 20 на години, Бигорски е со празен двор. Меѓутоа, најважното во сето ова е да сватиме дека добриот Бог нема да не лиши од неговата подкрепа, изразена во радоста и љубовта, кои што верувам, сите ние веруваме, ќе допрат до секој дом. Зборовите на нашиот старец, изразени во неговото интервју, се токму такви. Воскресната благодат да не одмине никого, туку да влезе во секој дом, во сечие христијанско срце и да испрати Бог обновувачки сили со кои што нема да ја поминиме само оваа актуелна ситуација и да го надминеме, да го победиме вирусот кој што сите не држи затворени дома, туку ќе го победиме поголемото зло кое што му се случува цело време на човештвото, а тоа е оттуѓувањето. Тоа беше сестра Ефимија од сестринството во манастирот Свети Ѓорѓија во Рајчица, дел од манастирот Свети Јован Бигорски. Реков во текот на разговорот беше и таа заедно со сестринството и братството од Бигорски во карантин подолго време. За прв пат годинава се случува ова отец Ивица да не може да ги примите верниците во црквите за Великден. Ајде на крајот на овој Велики петок пред изминување на денот да им упатиме на порака на сите наши гледачи без разлика од која религија им припаѓаат, пред се на верниците се разбира. Значи, првин таа порака до сите. Во овој свет, ако човек не го сочува своето достоинство, не ја разбере смислата на своето постоење, целта на своето постоење, вредноста на своето постоење, тогаш неговиот живот отишол бадијала. Значи, ево, да, мислам дека јасна порака. Баш ова време во кое го празнуваме Христовото раснување и воскресение, е време кое треба сериозно да не потикне да размислиме што правиме самите со себе си. И сега имам уште една порака вака до моите браќи и сестри христијани. Велика сабота, знаете, 23:45, негде околу полноќ со црковните камбани го засведочуваме Христовото воскресение, односно се подсетуваме на тој настан на Христовото воскресение, на победата над смртта. Тоа оваа година ќе можеме да го направиме само ние свештенослужителите во молитвените домови, во храмовите, но упатувам молба, еве ја споделувам оваа иницијатива, нашите верници, Христовите ученици, Христовите следбеници, православните христијани на своите балкони доколку живеат во зграда, во своите дворови доколку живеат во куќа, со свеќа во рака, значи, како символ на светлината, како символ на животот, како символ на победата над смртта, значи, да излеземе сите надвор, на балконите, во дворовите,
Кој знае дека пее дека го пее тропарот на Христовото воскресение, кој не знае може да го најде на YouTube и да искористи некој музички уред да го пушти тоа. Така да еве јас ги поканувам сите да се придружиме на таа иницијатива, цела Македонија во светлината на Христовото воскресение. Еве Господ, тој што е вечниот, нашиот Отец небесен, во името Христово, во името на нашиот Спасител, во силата на Пресветиот Дух, еве, баш во тој период од 23:45 до 0:15, во тој пола саат, плюс минус, така натаму, еве нашите срца да ги отвориме за нашиот Творец, за нашиот Спасител, за нашиот Промислител, да ги отвориме и да го примеме Божиот благослов, а и радосно сите да се подсетиме на Христовата победа над смртта, затоа што ако Христос не воскресна, нема смисла, нема цел нашиот живот. Нашиот живот ќе биде само отсечка. Раѓање, смрт, темнина, а и многу често целиот живот ни поминува во темнина. Тогаш што правиме во овој свет без Христовото воскресение? Да, и само да додадем ако може, не само во Македонија, секаде каде што има македонци верници на МПЦ, од Австралија. Сите православни христијани, да. Да, сите православни. Сепак верата е наднационална, да. Така, добро. Презвитер Ивица Тодоров, ви благодариме што бевте вечерва со нас. Останува да се придружиме и ние во добрите желби за големиот христијански празник. Драган Милосавлевич, ние остануваме овде во Македонија, продолжуваме и следиме работите и се враќаме повторно во следниот термин за Заспи ако можеш. Благодариме уште еднаш и благодариме на поканата. Секој добро.